Добро, прво не знаеме дали се работи за бегство или не. Треба да го утврдиме тоа, да го констатираме, а тоа се констатира со јасно и прецизно констатирање дека надвор од државата. Дај да оставиме да службите работат. Не можем да лоцираме одговорност. Зошто? Заради тоа што сите институции постапуваат онака како што се постапувало досега и како што се постапува према секој граѓанин. Што значи тоа? Судот обично кога се паѓа во петок да достави упатен акт за служење на казна затвор, остава да помине викендот и тоа и за сите други граѓани го правел во понеделник. И судот го направи тоа во понеделник. До МВР вчера околу 16, часот 16:30 стигна потерниците и МВР се завршува својата работа и работи. При тоа јас верувам дека на сите им е јасно, вклучително и на Заев и на Груевски, на било кој во државата, се е глобално село, така да треба да бидеме исправени пред одговорноста и верувам дека имаме причини да се надеваме дека целото ова ќе биде процес во рамките на нормалата, во рамките на човековите права и во рамките на одговорностите кои што секој граѓанин ги има пред институциите на системот. Кога се дебатираше дека власта ќе се договори со опозицијата за некои работи, не се случи така. Дека нема да има пресуди, не се случи така. Еве има и пресуди, дека нема да има упатни акти и ќе се прифаќаат жалби или не, не се случи така. Зошто? Заради тоа што власта нема намера да се меша во правосудниот систем на државата. Но полицијата немаше никакво право, без упатен акт, да ја попречи слободата на господинот Груевски. Значи немаше право ни да следи, ни било што да применува. Затоа мора да постојат судски наредби, мора да постојат решенија и апсолутно нема право да се доближи полицијата до господинот Груевски без полицијата да добие наредба, односно упатен акт, односно после недобивањето на упатниот акт на Груевски, полицијата доби веќе наредба судска да распише потерници и дури тогаш полицијата може да постапува.